Таа е Сузана Младенова, некогаш бица, снаа во Пишица, дојде пред 8 години и го осветли домот и животот на Панче Младенов. Панче неа ја најде во близина на албанскиот град Елбасан, само кратко откако почина татко му и тој остана сам. Претходно во само неколку години, низ незапамтемни трагедии, тој загуби тројца браќа, снаа, а на крајот и родителите. Пред 8 години, што да кажам, трагедии, прво еден брат сообраќајна со трактор, после друг брат, мајка ми со рак на дебелото црево, мајка ми покрај многу жалост и таа од удари, нервен удар, 1, 2, 3, 4, не се знаеше, 3-4 години со тоа. Со татко ми се боревме. Крај на крај и она почина, и она се одиде. Мина време, татко ми доби простата, рак на простатата. И тој вика, јас ово не може да живеам со тие кеси, не знам што е работа, со црева, со кеси. Не можам така да живеам. Иде и он самиот си го зема животот, виде дека не бива. Не, да не ми многу да не лувам со него. Виде 2-3 години, виде дека не бива. Синко, ја ова не може да живеам така и ојде и он. Како Панче дозна и ја пронајде Сузана? Па, виновен за тоа е прв братучет Горанчо Младенов. И почнав сам, откако станав без родители, без сам. И рече, вика, братучет, ово, вика, мора да го решим овој проблем. Под земја и по небо ќе одеме, ќе најдеме. А ја беше се разочарал, само во животот, јади, дојди тука сам пи, сам јади, не био стока нешто имам. Гледам, почнаа народот, знаеш, со мене некако друго да реагират. Понапред бе многу добра фамилија, многу средна фамилија, мислам сите работеа, сите, како починаа сите. Само со нај. И појдеме овамо нам да распрашува човекот се моќни, сега може меѓу најбогатите во Пишица и околијата. И вика ќе најдеме па ја на мајка некаде. И појдеме со него овамо нам распрашуваме, разбраме дека у Соколарци има некоја дојдена од Албанија. Со тие, што знам, со предприемачи, што вика, со зговорници, посредници. И имала некоја сестра нејна тука, и ова вика, ќе одеме таму. Ојдеме, ама сестра, и отишла на друго место, ништо не биде. И ојдеме, тај, дека ојдеме што е, баџанак ми е сега, за прва братучетка што вика нејна, зема, и вика, слушај, вика, има, не знам што да ти кажам, ја на тај начин ја зема. Има посредник, тај посредник, на многу народ донесе, вика, ама ќе ви прашам прво невестата, жена му многу добро не знаеше да зборе македонски. И почнаа она, вика, слушај, после 2-3 недели, 4, јавуваат се на братучет ми на Горан, вика, слушај, има една братучетка нејна, прва братучетка, фризерка е во Албанија. Вика, ќе одеме. Даде ја ни слика се, тек нами, Горан вика, братучет ми вика, оди, ич, не чекај. Мами, имаме друг братучет од Крупиште, Дончо Анđелов, со колата со него, вика, директно со тие, со баџанак ми сега што е, со Игор и со жена му, ојдеме. Жената само што се беше 2 месеца дете имаше, нека е жив и здрав, 100 години нека живее. Малио, ојдеме со неја, директно Елбасан. Како беше првата средба, како се чувствуваше и што очекуваше? Па, крај на крај, како на гости, ја не знаеше ништо, ни јазик знам, ни ништо. Они таму што ми преведат, ја тоа знам, онака не знаеше, јазикот не го знаеше, не го разбираше. И она ни преведуваше, што е братучетка и на неја и преведува и на неја. Идеме во дуќан, она има фризерски дуќан, 20 години го држи таму, во Елбасан, центар на Елбасан. И одеме директно во оноа дуќано. И одеме, гледам, она почна, нема, гледа на мене, нема, гледа на мене. А ја срамежлив, нема не знам јазик, и чутам си, они си зборат, јас си чутам. Што да правам?
И после вика, ајде ќе одиме на паста там, што да знам тоа било, некој... Јаде, Па на добро кафуле, де, не па на добро де, јадеме кокошка, јадеме што се вика тоа торти паста било, што ти знам, немам појма. Добре, и? Апнаме се и вика ќе водам после кај родителите. Чекаме, не, ќе одеме. Ојдеме кај родителите, сите собраа се, а нејната фамилија, нејната општина е како 3 километра од Елбасан, пред Елбасан. И ојдеме там директно, собраа се фамилија голема, ја, што ја ти кажам, сите гледат на кај мене, она вика прво другаре, во, но, и после што е балдозата што е, почна да му изборе на татко, знаеш, на сопругата сега. Слушај, Чичо, знаеш, така, и он вика, прво рече, вика, они знаат, што сакат, како и се свиѓа така. А гледам, она упорно гледа мене, ја, што да правам, сиромашки. Речат ми, Срамеше. но со срам. Дали првата средба била стресна за Сузана, која Панче ја нашол во незиниот фризерски салон во Елбасан? За мене не беше стресно, за мене беше по-многу забава. Се ја се видеше, а и срамеше. Што да правам, Разбира. не знам јазик, не знам ништо. Јас си прати дома, збориме татко. Синеца, ти се знаеш, да правиш што сакаш. Да, и? Ама ме гледат, че јас се гледа. Имаше нешто, Искрено. да, че нешто ке направеше. Да. Срце е сакте. Ме малку збор. После ќе ојде ке татко ја направи што сакаш. Дали еден на друг од прва си се допаднаа? Јас, За тебе, да? јас, Па да. добро и на мене, ја викам. Јас одма. на тај- Директно. На тај, Срцето кажуваше тоа е. Да. да. Панче ке тебе? Кај мене тај со братучет ми со Дончо, викам, што мислиш? Ти вика, што мислиш? Ма викам, па добре, што ќути, вика, ова е последна шанса. Добра, не ли постоеше некој искрен? Да, не, па таман си е. Па не веруваше, ќе јас ке земја. Панка не веруваше. Викам, она вика во дуќан 20-30 години, ја у село, викам, да дојде кај мене, да работе кај крави ово, но нема шанси, знаеш. И викам, не, после, што биде. Значи тука иницијативата Сузана ја превзема. Да, очигледно, она. Јас, Очигледно. Набргу потоа, таа доаѓа во Пишица и за кратко време сваќаат дека се еден за друг. Тој зборувал македонски, таа албански, тој православен христијанин, а таа муслиманка, но проблеми немало. Нема, па само ја и она во куќата. зашо ке има проблем? Што да правиме, како ќе се погодим у јазик, она не го знаеше македонски, ја не го знам албански. Ја разбираше така по-тешко те збореше. Да. Се јас на Албанија И- по-многу на српски, на македонски, на таа канале слуша музика секој ден. Имаше луѓе ќе ја на Дебра, женети на град, ќе имаше миштери. Да и праша нешто, ама тешко те збореше. Од тој момент, Сузана ја превзема куќата во своји раце и прави чуда во домот на Панче. Па од почеток, да ти кажам, како што беше сам, имаше една месара од провишти тие конзервите, граф, гулаш, имаше еден братанец на брат дете, најстариот, Виктор. И него го поздравам, вика, Чичо, вика, јас ќе те снабдам. Секако, вика, помалку плата има, да, овака, вика, зимам конзерви и на мене ги донасеше, ја повеќе на конзерви беше. Кога доде она, може да речем 3-4 јадење, на масата имаше секако. Што сакаш, бираш. Разбираш, бираш тоа, што сакаш јадеш. А она каде од тие конзерви веќе треба ми се зврза. Како ја среди куќата? Како ја прво најде куќата, па да ја средиш? По колку можем. Каква беше пред да дојдеш куќата? Твојот Малку. прв печаток како беше? Па, за мене не е проблем. Не беше проблем. Не, Не, па како беше кажај, куќата? Дали беше Средена, не средена? по-нормално, ќе не беше средена. И? Посреди, чисти, се. Колку можеме. добро, што може и Што братчеите најповеќе сака помогнаа. Панче од Јани?
Тав коси. Тава коси специалитет Елбасан. Да. Направят ме јагнешко месо, Добра. кисело млеко, јаица, така и ставен специалитет и нас, на мој град. Добре, и да те прашам, од фризерски салон на земјоделски, односно сточарски работи. Не ли е малку стресно? Не, ја имаше за моја куќа Добра. животина крави. Јас одеше и помогнам дома колку можеше. Значи имаш Дека претhodно за искуство да, да. Дали Сузана ја промени верата? Не. А дали оди во црква? Оде секако, не е Јас се проблем. за Албанија одеше. Не е проблем за црква. За... Ја одеше за Великден, за вера така ја не одеше. сме се венчали, например, за регистрација за регистрирана. Мој маж направи Великден, јас и направи Великден, јаица, шарени, црвени, се. Јас има Бајрам, мој маж пуштување, Не, таму поготово Дали целиот си муслиманка? муслиманка. Дојдин цел село, цела другари, дојдин за Бајрам ке За мене. Бајрам сите повеќе гости од куќната слава на Спасовде ми, дојдат повеќе гости за Бајрам и за Рамазан, за разлика од Спасовде. Со огромно разбирање и почит, тие веќе 8 години се во брак. Тој сега зборува албански, а таа македонски. Живеат како едно и се со силна надеж дека наскоро ќе бидат повеќе од двајца. Да, обавезно. Веќе не престануваме за тоа. Мислам, фамилија треба да се има поголема за разлика, да се прошире. И за тоа сме Така. земани. Така. Разбираш? Исто едно подпрашање, кога Сузана дојде тука во Пишица. Како стапивте во контакт? Како најдовте работа? Дека сега работите во фризерски салон во Штип. Контеса, За тоа е виновен Владко Илиев. Сузана, Владко ја комши е тука, добра. познави ме Валентина. Сега малку луѓето се заменити. Тој зборува албански, научи ли албански? Да, знае. Зашо не? Мора да учи. Ја има фамилија голема. Да. Мора, јас тоди после ме машин, то зборем на македонски. Зашо? Прав. Мој маш учи, јас учи. Прв пат Па 10. можете вие македонски да научите, може и тој албански да И по научи. зашо не? Дали сега во некое блиско време сте биле кај вас во родниот? Ја бешеше на декември за нова година. А сега не може. 10 години, мислам 10 дена сам беше прв пат. Сам? Повторно сам. Сам? 10 дена се, Нема. ако не може животина, не можеш ти Стоката ставиш. не дава, двајцата никако не дава да одеме. И мора еден оде, еден седе дома. Беше сам и како да ти кажам, меѓу толку народ албански, сам македонец, малку е тешко, ама со јазико не е проблем. Че сега се други работите. не Да, се да, толку да, проблем. сега не е Дали проблем. смените се? И Да, па, да. ја кажеше чинија, мој маш чинија, ја и кажеше пјата на албански. И со- Пепелара, табла. Разбира? Да. И ај збор со македонски, јас албански. И Не не, ли научи албански? Ке го видели за јазик? Ке учи ли ја? Убаво знае. 70% знае. Кога Сега јас па и зборам на албански. Дали некога зборувате на албански? Да, по јас не сакам да забрај. Нешто, например, она зборе Ако нешто. сакате меѓу вас нешто Да, се да, кажете, она зборе Така. албански. Добро. Или по трговците што се вија за телење за крави што доаѓаат. Они повеќето, знаеш, меѓу себе зборат за да се договарат која цена да зема, знаеш, повеќе зборат албански. И тоа вие го И разбирате. вика пред тебе нема шанси веќе, готово, крај. Освен дома, Сузана работи и како професионален фризер во Штип, што практично значи дека време нема за ништо, но вели дека ништо не и е тешко и дека Пишица и Македонија ги засакала. Нормално, и не можеш да живееш на сите странат. Сакаш на дома, сакаш на животина, сакаш да одиш на работа. Не можеш се. Тешко, нормално. Со мерак. Ама сакам, па и направи. За мене не е многу тешко, ама ќе стане нешто, ќе не те заврши цало. Како соседите гледат на вас? И исто мој село, дека јас живееше на Албанија. За мене не е ништо. Тука
тука кога ти кажам, може да ти кажам да има комшиња постари некои повеќе не ја сакал за разлика од те и од мене и од други, вика не бе Сузана, вика има обед и услуже и се живо знае, ќе те насмее, ќе те нашале и се. Тука што има стари вика ти, на неја се смеја, вика ти повеќе не ги сакаш, отколку мене мајка зара се со ние. Добро, и сега само на крајот едно многу лично прашање, приватно прашање. Кој е глава во фамилија? Секој пат маше. Да, ама позади таков маж има Не, Жена. Стоја диреко, Да. жената. Ама маше, кој повеќе слуша? Не, тоа. мој маж не ме слуша. Кој повеќе слуша? Не ме слуша. Не слуша. Не. Секогаш. Меѓутоа сепак се Не. случај хармонија. Нема проблем. Хармонија секој пат има. Има карање, има смеање, човек живот без таа нема. Како Сузана гледа понатаму, што очекува во иднина? Сакаше многу, брате. Ја многу исмачи нормално дека едно маж е женен, нормално сакаш ти имаш деца, сакаш голема фамилија. Ама јас ќе не можем. Добро. Проблем нема, инвитро направи, ништо не биде. А сега става се на Господ. Ништо друго. Ама нема откажуване. Не. Сакам ти продавта животина, те држи сам едно за мене. Да почне да работам тамам. Сега јас таму јам пиша за ученичка, ќе те земи сертификат. Се мојта не познаве тука. Не прифаќат. Сакам живи здрави еден ден то отвори мојти салон.